Од денеска на општините ќе им биде ставен на располагање ресурсен центар, каде што градоначалниците ќе може да се обратат за полесно собирање даноци, за насоки на одредени процедури, почитување на ревизорските извештаи, како и за зајакната меѓуопштинска соработка. Министерот за локална самоуправа Златко Перински на промоцијата рече дека овој ресурсен центар ќе ги канализира и сите оние донаторски средства кои што се вливаат во Република Македонија, а се насочени кон локалниот и регионалниот развој. Преку ресурсниот центар ќе биде една можност каде што ќе се допираат реалните потреби и предизвици на градоначалниците и нивно надминување со експертското знаење кое што ќе им го ставиме на располагање. Ќе се креираат брошури, практични брошури кои што би требало на градоначалниците да им дадат еден концепт, една можност да одблизу да се запознаат со процесите кои што ги чекаат во нивните градоначалнички мандати. Така да замислата е да имаме една контакт точка за комуникација помеѓу градоначалниците и општинската администрација и секако централните институции и централната власт. За градоначалниците на општините Киселавода и Карпош, кои првпат се начело на своите општини, ресурсниот центар ќе биде од голема корист, бидејќи како што рекоа, им овозможува поддршка во експертиза и ресурси. Немањето на искуство на менаџирање на вакво нешто може да доведе до има одредени пропусти. Со овој ресурсен центар и со овој прирачник кој денес почнуваме да го разгледуваме и го имаме, многу ќе биде од корист за паметно, одржливо и одговорно менаџирање на општината. Особено за нас кои доаѓаме од еден друг сектор, не сме минале да речеме ниту еден ден во јавна администрациите, како и во секој дел. Еве сега ни престои формирањето на планот и буџетот за наредната година и сметам дека ќе биде првенствено добро дојдено во тој дел. Зајакнувањето на општините не е трошок, туку е инвестиција, порача премиерот Мицкоски на денешната промоција на ресурсниот центар. Министерот за локална самоуправа исто така напомена и дека од следната година на локалните самоуправи ќе им бидат ставени на располагање ажурирани бази на даночни обврзници, преку кои ќе можат посоодветно да ги собираат сопствените извори на финансирање. Општините со помалку реализирани даночни решенија, како што рече Перински, ќе бидат ограничени во помош и поддршка од страна на централната власт.